Добар ден, почитувани! Ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Што е тоа остеоартроза и на каков начин ги оштетува зглобовите? Кои се ефикасни стратегии во превенирањето и спречувањето, но и третирањето на оваа состојба? Дали помага физикалната терапија? Гостинка во студиото ни е доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација. Разговорот во студиото следува по рекламниот блок, затоа останете на телма. Помага ли физикалната терапија кај проблемот со зглобовите, поточно кај остеоартрозата? Ќе прашаме доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација во Превентива 99. Докторке, добар ден, добре ни дојдовте во студиото на телма. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Според статистиките, остеоартрозата е меѓу најчестите болести на зглобовите. Па до какви зглобни промени доаѓа? На каков начин всушност остеоартрозата ги оштетува зглобовите? Тоа е едно од трите најчести заболувања на светско ниво, не збориме само на ниво на зглобовите. Остеоартроза представува еден вид, ајде да кажеме, дегенерација, немедицински старење всушност на зглобовите. Има таму степени во зависност од оштетувањето, што всушност се случува, доаѓа до намалување на рскавицата, се намалува постепено, имаме прв градус, втор градус, трети, четврти. Четвртиот градус е веќе најнапреднат градус, каде што имаме поголемо од 60 до 70% оштетување на самата рскавица и со тоа веќе имаме напредната остеоартроза. Промените кои се случуваат во зглобовите покрај нели овие што ги објаснувам ја, што ние можеме да ги детектираме со помош на рентген, со помош на ехо, со помош на магнетни резонанси, всушност пациентите си ги чувствуваат како симптоми и тоа е првото нешто што нас и нив ги алармира дека има некаков проблем, а тоа претежно е болки, некогаш знае да даде и отоци. Еве, всушност, ова е тоа што сакам да објаснам, дека овие се степените. Прв, втор, трети, четврти степен, во зависност, нели, од степенот на оштетување на рскавицата, доаѓа до, еве, четврти степен е повеќе од 60% намалување на рскавицата и веќе во тој принцип кај четврти степен решението е единствено оперативно. Значи, во четвртиот степен, всушност, доаѓа контакт коска на коска. Да, народски што се ја нарекува, контакт коска на коска, ние можеме да го мериме со помош на рентген, можеме и со ехо, например, да го мериме, да видиме колку е голема, можеме и со магнетна резонанса, меѓутоа сепак е доста скапа процедура и за нас не е основано да ја користиме за остеоартроза, бидејќи можеме претежно да ја користиме кај промени во колената, кај колковите, ако имаме некој нарушување на менискус, на лигамент, тогаш е основано, нели мораме да ги штедиме и ресурсите кои ги имаме како здравство. А колкав процент од населението ќе страда од овој проблем? Има ли некои статистики кои што зборуваат за тоа? Статистиките некаде дури над 60%, ова збориме на светско ниво. Меѓутоа, не знам јас какви се во Македонија статистиките, меѓутоа секој пациент скоро има некои остеоартротични промени. Многу интересно да кажеме, бидејќи ова е приказ на коленото, да, коленото и колковите се едни нели од најчестите, меѓутоа треба да имаме предвид дека секој зглоб во телото може да има остеоартроза. Дури малите зглобови? Дури малите, значи можеме и на прстите, на дланките, да се прават јазли, на стапалата, дури на зглобот на самата вилица исто може остеоартроза. Зглобот, еве, сакав да прикажеме и тука ова и дегенерација, всушност, освен дискусите, што и тоа е дегенеративен процес, од другата страна имаме зглобови, кои што и тие всушност трпат артрозни промени и задебелување. Тие имаат ова е всушност рбетот. Рбетот, да, и самиот рбет се состои од зглобови, бидејќи секое пршленско тело, за да се поврзе со останатото пршленско соседното, има зглоб. Тие фасетни зглобови настанува дегенерација, односно ние го викаме фасетен синдром за дебелување на самите лигаменти и на самите зглобови, настанува на нив народски, ајде ние викаме остеофити, народски ги викаат шилци. Тие шилци почнуваат да притискаат, проблеми се јавуваат, така да не постои зглоб кој што не е засегнат и затоа мораме да се насочиме, нели, пред се на нивна превенција, меѓутоа понатаму на нивно лекување веќе кога ќе настане. Третирање. Сега претпоставам дека гледачите се прашуваат што се може да биде ризик фактор поврзан со оваа состојба. Ние издвоивме неколку факти поврзани со оваа состојба, со остеоартрозата и еве што тие велат. Повредата на зглобовите придонесува порано да се појави остеоартроза.
10 килограми покачена телесна тежина, значи 40 килограми поголем притисок на коленото. Жените почесто страдаат од остеоартроза. Вежбањето може да превенира остеоартроза и да ги намали болките. Остеоартрозата е најчеста причина за инвалидитет кај возрастните лица. Ке започнеме со возраста. Веќе споминавте дека возраста е еден од ризик факторите. Едно од ризик факторите. Обично на колку години почнуваат да се јавуваат симптомите? 40 години веќе пациентите почнуваат да развиваат остеопороза, меѓутоа некаде околу 50 веќе интензивно се појавуваат тие понапреднати симптоми. Статистички кај жените над 60% жените од 50 години, значи страдаат од остеоартроза, дали на коленото, дали на колкот. Бидејќи мора исто да кажеме дека тие се двата зглоба со најмногу се засегнуваат од сите останати зглобови, меѓутоа еве она што го спомнавте вие, прстите на рацете, жените кои ќе развијат промени на прстите на рацете, многу почесто веројатно е да развијат и остеоартроза и на долниот екстремитет, односно на колкот и на колкот и на коленото. Од друга страна, зашто жените, бидејќи имаме хормонски промени почесто кај жените, едно од бременоста, друго од менопаузата, трето и со тироидната, жените статистички повеќе се проблеми и се склонни кон тие болести. Од друга страна, жените помалку се вежбаат, послаба имаат мускулатура, послаба и коската, бидејќи многу важно да споменеме дека формирањето на коската се случува уште од првите години од нашиот живот. И што требаме да значи дека нашите деца ние треба да ги праќаме да вежбаат со цел да превенираме и остеопороза, меѓутоа и да превенираме и остеоартроза во нивната, значи ако мислиме за здравјето на нашите деца, треба да почнеме од многу рана возраст со цел во иднина да намалиме ризици од вакви болести. Да, ризици најчесто, посебно кај женските, исто и ризики покрај остеоартрозата и остеопорозата. Вежбањето точно може да превенира, бидејќи ако имаме јаки мускули, ќе има што да го држат самиот зглоб и тоа намалување на рскавицата нема да напредува толку брзо и со тоа и се раздвижува и самата зглобна капсула и полесно може самите движења да се прават во коленото. Од друга страна, тоа што спомнавме, да може и кај млади лица, меѓутоа многу често се јава кај помлади лица кои се активни спортисти, поради честите повреди што се случуваат во зглобовите или поради видот на професија што некој ја практикува. Многу чест пример е плочкари. Они имаат проблем со колената. Зашто? Бидејќи се постојано на колена, дур ги редат плочките. Од друга страна имаме професии како стоматолози кои имаат проблеми со ребетот, така да имаме професионални болести кои не предиспозиција за определени болести. Ја споменавте предиспозицијата. Дали може генетскиот фактор да има улога во појавата на остеоартрозата? Односно, дали се наследува болеста или пак предиспозиција за болеста? Може и да се наследи самата болест, бидејќи има некои дефекти во гените, мислам дека на колаген, тие се составните делови од трскавицата, нели, и синовитите, така да може да имаме, меѓутоа од друга страна некои прават истражувања, има правено кај што ние сепак ги носиме навиките од нашите родители, да речеме не трчаме, не се движиме, не вежбаме, исхраната е иста како што претежно и на нашите родители, така да ако они се обезни имаат повеќе килограми, се очекува дека можеби и децата би имале, освен ако не го сменат некој начин или на живот што би се очекувало. 10 килограми покачена телесна тежина, значи 40 килограми поголем притисок на коленото. Има навистина епидемија на дебелина секаде во светот. Значи ли тоа дека поголем дел од тие лица ќе страдаат од остеоартроза? Да. Најчесто килажата е тесно поврзана со проблемите со зглобовите и тоа е една од препораките кога пациентот во почетна фаза, во порана фаза ќе дојде кај нас, им препорачуваме, нели, ако имаат вишок телесна тежина, да ја намала телесната тежина, бидејќи со тоа ќе се намали оптеретувањето на самите зглобови. Сега зашто тие зглобови најмногу страдаат, бидејќи колку ти колената ја носат целата тежина од нашето тело и соодветно на тоа, значи тие се најоптеретени зглобови и заради тоа најчесто се развиваат на тие зглобови
оштетувањата што се случуваат, меѓутоа кажавме ниту еден зглоб не е. Сега имаме доста и пациенти со артроза и на самото стапало, каде што тука е веќе и многу потешко. Од друга страна оперативно не се до толку техниките напреднати, така да мораме да се внимава дефинитивно на килажата, да се прават вежби и евентуално физикални терапии во зависност од степенот на оштетување. Дали секој оптоварување, дали секој товар што го носиме ќе придонесе за да се оштетат зглобовите? Хипотетски, ако имаме товарот што ние го носиме на самата тежина, многу е поголем кога е нашата. Ако ние работиме нешто, ако прашањето е према работењето, да, ако неправилно не се заштитуваме додека работиме, би донесло до оптоварување на зглобовите, меѓутоа од друга страна, ако ни се јаки зглобовите, ако имаме добра мускулатура, тогаш самиот зглоб си се штити самиот себе за да не се оштетува. Вежбањето може да превенира, веќе неколку пати нагласивте колку е тоа важно. Да. Дали секое вежбање, секоја физичка активност е добра за зглобовите? Има ли некоја која што не се препорачува? Не баш, бидејќи пациентите кога имаат остеоартроза на коленото, ние не можеме да му кажеме на тој пациент например да трча на тврда површина, бидејќи самото трчање ќе допринесе до уште поголемо оптоварување или квадрицепсот е, да речеме, хипотрофиран, ние викаме е намалена мускулатура, во тој случај ние не можеме да очекуваме дека тој пациент ќе може да трча километар-два, односно многу често ни се случува пациентите така кампански ние викаме да вежбаат, влегле во теретана, почеле да вежбаат и токму тоа иницирала проблем и доаѓа пациентот. Прво имаме во таков случај еден оток, пациентот забележува дека први нема болки, потоа се случува оток и тоа всушност е една од работите зашто се јавува на лекар. Токму тоа е идејата дека пациентот треба да вежба определена програма, односно може да го јакне квадрицепсот или да ги јакне определени мускули без да врши оптеретување на самиот зглоб. Значи има и такви вежби и на физикална, специфичен пристап треба. Да, за да не дојде до оштетување на таа рскавица што веќе е оштетена. Значи може на таков начин да се дооштети, да се направи траен поголем проблем, да. Колку повеќе ризик фактори имаме? Дали толку е поголема веројатноста да не се јави остеоартрозата? Да, секако ризик фактори е од пол, од возраст, од генетска предиспозиција. И пушењето. Да, и пушењето како цело и диабетот е една од причините исто за системски болести. Да, системски болести исто ако пациентот пие например кортикостероидна терапија и од тоа очекуваме дека побрзо би развил и остеопероза и остеоартроза, така да има повеќе фактори што може да допринесат до намалување на рскавицата. Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент во денешната Телма амбуланта. Почитувани, телефонскиот број ќе биде испишан на екранот. Ги очекуваме сите ваши прашања и дилеми поврзани со оваа тема и секако ќе добиете одговори за сето она што ве интересира. Споменавте дека симптомите, има одредени симптоми што кажуваат на остеоартрозата. Дали болката е првиот сигнал кој што укажува на оштетување на зглобната рскавица? Не секогаш, некогаш пациентите почињаат со како вкочанетост. Ние го опишуваме кога ќе стане сабајле или после долго седење му треба време да го раздвижи зглобот. Вкочанетост или на англиски нели се нарекува stiffness. Тоа може да биде прв симптом. Потоа следен симптом може да биде болката, може да биде отокот, неможност на одење поради болката на самиот тој зглоб. Пациентот не го оптеретува и несвесно почнувајќи да го штеди тој зглоб, почнува да го штетува и другиот зглоб, бидејќи целиот терет се префрла на здравиот зглоб и така настанува, да речеме, една каскада на болести кои што не само се оштетува едниот, туку се оштетуваат и останатите зглобови, штедејќи ги нели првичниот. Да, кога се штеди одреден зглоб, слабе е ли мускулатурата поради намалената физичка активност? Да, токму тоа, значи настанува хипотрофија на мускулот, односно кога ќе дојде пациентот на преглед, ако веќе подолго време пациентот нели го штеди или има болка или ограниченост во движењето. Имаме пациенти кои што не може да го екстендираат, односно да го исправат коленото, или пациенти кои што не може да го свиткаат кога коленото, кога мускулот не се користи во краен обем, соодветно тој не може целосно да ја добие таа сила како што и постепено мускулот се намалува и кога ќе дојде на преглед забележуваме дека има хипотрофија, односно тој мускул, да речеме, на десната нога не е толку развиен како мускулот на левата нога.
Ова болест е една од главните причини за препишување на таблети на лекови против болка. Ќе помогнат ли тие? Вака, сега имаме протокол нели за лекување на пациентите. Во првиот момент кога има оток, тој се случува поради нели триење на синовијалната мембрана, доаѓа до лачење на премногу течност. Најчесто поради остеофити, намалување на рскавицата, ние препорачуваме антиинфламаторни лекови, тоа се таблети за болка, каде што почнуваме во завис, многу е важно, значи ова го нагласувам секој пат кога сум на телевизија, пациентите да не си ги делат лекарствата меѓусебно, пошто на тетката помогнала на ова, и имаме лекарства што се безбедни, лекарства кај луѓе што имаат притисок, што имаат тромбоза, значи тие не можат да ги пијат истите лекарства како некои други пациенти што се помлади. Така да почнуваме со нестероидни антиинфламаторни лекови, тие се познатите како бруфен, диклофенак, кетонал и такви лекови. Идеме со некоја терапија, да речеме од недела дена, даваме и друга терапија за намалување на отоци. Потоа следиме да видиме што се случува за недела до две, и кога веќе пациентот ќе влезе во некоја субакутна фаза, во втората фаза можеме да веќе да настапиме со лекување, да речеме со физикална терапија, или ако е контраиндицирана, може да на пациентот да ставиме инекција. Некој пат кога отокот многу не се намалува, можеме да правиме аспирација, односно се влече течноста од самиот зглоб, се става кортикостероид внатре за да се намали воспалението што се случува во зглобот најчесто поради таа повреда или поради тоа триење. Може во некои случаеви ставаме и PRP, ставаме и хиалуронски инекции, во зависност како ќе процениме дека треба да тече самото лекување. Дали ќе употребите PRP, хиалуронски инекции слично, зависи ли од возраст исто така на пациентот? Дали на секоја возраст може да го дадат посакуваниот ефект? Значи, не би рекла толку дека е возраста, колку е дебелината на рскавицата. Бидејќи мојот став, и во принцип нели статистички, ако рскавицата е под 50%, стварно не гледам резултат ние да пробуваме рскавицата да ја обновиме, бидејќи тука не би имало некој значителен прогрес. Може би кај тие што се доста напреднати остеоартрози, ако пациентот е контраиндициран, да речеме за операција, бидејќи има проблем со срцето, бидејќи има тромбоза, или некогаш пациентот одбива да се оперира, можеме тука да пристапиме кон едни инекции. Тие се геникуларни, ги нарекуваме инекции, се ставаат од страна кај геникуларните нерви, се прави со помош на кортико и со помош на анестетик, се прави блокада на нервите, и 4 до 6 месеци пациентите не дека им се подобрува рскавицата, туку може да одат слободно без толку болки. Може би не комплетно, некои 50 до 70% се намалуваат болките, што сепак на тие болки, напреднати остеоартрози, каде што пациентот буквално може да доведе до инвалидитет, односно пациентот да не може да се движи воопшто, е добра работа, бидејќи го подобруваме квалитетот на живот. Споменавте физикална терапија, дека може да даде ефект, но дали таа може да се примени во акутна фаза, кога пациентот чувствува болка? Токму тоа го објаснивме. Ако има, да речеме, течност и болка, акутна фаза трае од прилика 2 до 3 недели. Акутна фаза не трае дури има болка, бидејќи кај вакви хронични болести болката може да трае со години. Тоа не значи болеста не е индикатор за во каква фаза е болеста. Многу често јас на пример им правам ехо на пациентите, па гледаме дали има оток, дали има остеофит, и од кога ќе видиме се проценува како ќе се оди. Ако е акутно некоја повреда настаната, ќе дадеме нестероидни антиинфламаторни со други лекови искомбинирани, и тука заедно ќе почекаме да го видиме ефектот една недела, потоа правиме контрола и потоа идеме со физикална терапија ако пациентот нели може да се аплицира, бидејќи има случаи каде што и не може, тие се поретки, меѓутоа сепак има и пациенти што не смеат да прават физикална терапија. Во подоцнежната фаза на остеоартрозата се јавува коскена хипертрофија. Што е тоа? Тоа е задебелување на коската. Не е за кога се притиска, вие што кажавте, коска на коска народски. Значи на едно место се случуваат остеофити, нараснува коската, на друго место се јавуваат цисти. Тоа е комплетно ремоделирање на зглобот поради притисокот на место каде што не треба толку да трпи притисок. Баш поради тоа се јавуваат тие анатомски промени што ние можеме да ги забележиме и на рентген.
Точно ли дека оние што имаат ваков проблем со зглобот на колкот, ќе имаат еден екстремитет што ќе е пократок, односно ногата ќе им биде пократка? Да, може да биде тоа, освен ако не е станува збор за фрактура, бидејќи тоа исто кај фрактурата се случува намалување, меѓутоа кај напредната остеоартроза ние буквално имаме дел кај што главата комплетно почнува да се деформира, се намалува, соодветно и ногата може да биде и сантими до 2 намалена, така да очекуваме пациентот и нели ќе криви, има еден специфичен од, така да пациентот, да речеме, од врата може да го приметиме дека има остеоартроза на определен зглоб. Тука физикалната терапија би помогнала? Во зависност од, сепак викаме, ако имаме скратување на зглобови, имаме пациенти што имаат 85 години, да речеме, тие пациенти не ќе да се оперираат, не ги земаат поради проблеми со срцето, да речеме, не се индицирани за операција, се индицирани, но анестезиолозите не прифаќаат да прават операција. Во тој случај физикалната терапија може да ги ублажи болките, може да го подобри квалитетот на животот. И редовно би требало кај овие болести, бидејќи се хронични, да се прави, например, на годишно еднаш или 2 пати во зависност како е индицирано и дали има екзацербации, односно дали има тие влошувања што ги кажавме со отоци, со интензивни болки. Ќе вклучиме гледач, ќе му дадеме предност, а потоа продолжуваме со предвидениот разговор за денеска. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Најпрво би сакала да ја поздравам докторката. Јас сум неизин пациент, сум била кај нејзе во амбуланта, може би ќе се сети. Периневрална циста, односно тарлова циста ми беше откриена на кичмата во пределот на L5-S1. Истата морав да ја оперирам, овде во Македонија никој не ми се нафаќаше да ме оперира, за жал. Морав да се оперирам надвор во странство, тоа го направив во Београд, во Атлас клиниката. И сега, после 2 месеци од операцијата, јас препорачано ми е да почнам со рехабилитација. За жал, раната, се уште еден дел од раната не ми е зараснат, не ми е затворен. Значи, ќе мора да почекаме. Со оглед на тоа, сега би сакала да ја прашам докторката каква рехабилитација би ми препорачала. Значи, што јас би требала да правам и дали кај нејзе, значи во низината ординација може да се прават рехабилитацијски вежби или било какви други рехабилитации после мојава операција. Значи, мене ми е направена ламиоктомија, значи за да се дојде до цистата, меѓутоа после тоа целата откако е отстранета цистата, направено е и полнење со мускулатура, значи во тој дел каде што беше цистата да се затвори просто. Така, била јасно. направена дупката, да кажам, од цистата каде Ви што благодарам за лежела. вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Доктор, ке повелете. Да, ми текнува на пациентката, пошто специфичен случај беше. Во Македонија не се работи, мислам, не ги работат, така да ја поздравувам, добро што еве поминала добра операцијата, бидејќи имаше многу болки, така да може да се прави рехабилитација. Со рана рехабилитација се започнува веднаш после операцијата. Значи, И покрај тоа што раната не е сосема затворена? Рана рехабилитација, која мислиме, не мислиме само на рехабилитација со струи, со такви работи, мислиме и она треба да има протокол како да стане, како да седне за да се заштити, за да Значи, не... тоа е рехабилитација. И тоа е рехабилитацијата, треба вежби, ако раната не се затвара, треба да дојде да видиме што е проблемот, секако нека се консултира и со неурохирургот кој ја оперирал, поради која причина, нели не може да се направи нешто ласер, да речеме, за побрзо да се регенерира ткивото, штом ќе се затвори. Во нашата ординација правиме рехабилитација, бидејќи имаме многу голем број на апарати кои може да помогнат во незиниот случај. Само дека нека помине све, штом поминало добро, може веќе да се врати во нормален живот полека. Ќе го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прво да ја поздравам, докторката да ја поздравам. Благодарам. Јас имам направена операција на колено, весовско колено во Прирет. Така. Значи тоа беше точно месец дена. Сега сакам да правам тоа рехабилитација, значи за вежбање на коленото. Дали е подобро да дојдам тука или да препорача во некоја бања во Македонија? Така, да немате подпрашање некое? Не, тоа е тоа. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Се препорачува ли најнапред бања кај замена?
ендопротеза на колено, значи тоа е останато нели како нас порано така не функционираше здравството, се правеше ендопротеза и потоа пациентите се испраќаа во бања да одат, може пациентот да оди во бања, може и рехабилитација да прави и во физикална, бидејќи имаме сите услови освен нели минералната вода, меѓутоа во многу чести случаи минералната вода ако е многу топла не ни препорачуваме пациентот постоперативно да влага директно во таа топла вода, бидејќи сепак имаме ризик од тромбоза и развивање кај кога се прави операција на долен екстремитет, така да ги имаме сите услови, имаме терапии што може да се прават, значи физикалната терапија ако има ставено метал не значи дека е контраиндицирана. Ние имаме дел од физикалните модалитети што може да ги правиме и кај тие пациенти што имаат метал. Значи во тоа влага и магнетотерапија, влага лазер, влага ултразвук со ниска јачина за да не би го загреало ткивото, а исто така имаме сега и нова терапија, можеби позната на пациентите, може и не, тоа е терапија со текар, каде што може да се дава и кај метал и дел од физикалните овие народски што ги викаат струи, исто така интерферентни струи кои може да се дадат кај метал што нема да направат загревање на ендопротезата со цел нели да не се отфрли протезата или да би направиле некој проблем. Така да пациентот сака во бања сака на физикална бања, можеби ми е подобро со оглед на тоа ако пациентот уште не е вертикализиран, не е исправен, значи би лежал таму и би идел нели директно на терапија, во случај другиот треба да патува секој ден. Значи тоа би била разликата. Иначе услугите кои би ги добивале не би било нешто драстично поразлични, у смисол сите апарати се има. Ке вклучим уште неколку гледачи. Добар ден. Ау. Ве слушаме во програма сте и го очекуваме вашето прашање во денешната Телман Добар ден. Добар ден, повелете. Јас. Добар ден. Добар ден, во програма сте, го очекуваме вашето прашање. Сакам да ја прашам докторката. Само ќе ве замолам разговорот да го следите преку слушалката. Намалете го тонот на телевизорот. И само на таков начин може да искомуницираме, во спротивно нема да успеете да поставите прашање. Сакам да ја прашам Така? докторката. Се извинувам, сакам да ја прашам докторката. Покако се уклучи во програмата, имам проблем со коленото. Прв пат, 3 месеци како ме боли и докторот кажува дека е оштетување на раскавицата. Пијам секакви лекови, ми дава мачки, и уште болката трае, а коленото не можам да го движам во задниот дел. Да ја виткам ногата. Пијат, инекции примав 10. Потом ми дадоа таблети, па ми дадоа ревматол, па кремови, па не знам колку инекции да ми спиват. И никаков ефект нема и понатаму чувствувате болка. И сега барате решение за вашиот проблем, што може да се направи. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Многу често можеме да слушнеме вакви примери каде што преземале се и повторно болката перзистира. Да, бидејќи раскавицата е оштетена. Соодветно, јас би препорачала бидејќи 3 месеци веќе не работата да е влезена во акутна, субакутна, одина кај хронична фаза, односно не иде на добро, така да пациентката може да се отиде на физикална терапија, да се применат физикални модалитети, да се види како понатаму ќе се постапи, бидејќи претежно физикалната терапија пациентите доста им ги намалува болките. 50-60 па и повеќе проценти им ги намалува. Сега све зависи, кажавме, од степенот на оштетување. Меѓутоа, ова ако е прв пат од пред 3 месеци, не очекувам да биде толку напредната остеоартроза за да не може да се примени некој од физикалните модалитети и да добие пациентката подобрување. Ќе биде потребно да се донесе документација, секако, да се донесе снимка за да се види колку е оштетена раскавицата. Ако веќе била на лекар, претпоставувам дека колешка направиле рентген снимка за да видат каде и колку е оштетувањето и според тоа ќе се направи рехабилитацијски план, може и да се направи ехо, да се види дали има многу веројатно и да има и течност оток во коленото и тоа дополнително да ја прави на пациентката болки да не може она да се движи. Во тој случај или ќе се даде некои таблети против оток, па може физикална да се направи или може да се стави некоја инекција за намалување или да се извлече, бидејќи во некои случаи имаме оток кај што јас лично сум извадила 20-30 милилитра течност во еден зглоб, што ние стварно не можеме да очекуваме дека тој зглоб со 30 милилитра течност дека ќе со таблети дека ќе се реши. Така да некогаш пункцијата и тоа е решение, значи
И постои решение за поголемиот дел од проблемите. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Најпрво да ве поздравам и конкретно имам прашање до докторката, бидејќи не се вклучив на почеток, сакам и нејзин контакт да добијам за понатака, но сега проблемот ми е што на левиот колк имам циста од 6 мм и калцификат и остеоартроза исто. Кој е начинот на превенција, дали мора тоа оперативно или може да се превенира, да се ублажат болки, имам ограничено движење во левиот колк и така натаму. Колку години имате? Имам 50 години. Да, вие сте релативно млада пациентка. Во принцип ендопротезата ние препорачуваме општо. Препораките се после 60 години, бидејќи многу често операцијата за промена на ендопротеза после 10 до 15 години треба да се да се повторно да се направи и ние препораките се после 60-65 години да се аплицира. Во некои случаеви имаме генетски малформации на колкото, односно како мали дечиња имале проблеми со колкот и тие потоа возрастни многу порани имаат порана остеоартроза отколку другите. Од друга страна треба да се види колку е оштетувањето и каков начин ќе избереме на лекување. Може и тука да се примени и PRP, например, да се почне, може и физикална терапија. Значи да се аплицира таква инекција и во тој зглоб, во колку? Може, да, со тоа што се многу е важно, значи да се прави под ехо. Зашто го кажувам тоа? Пациенти се плашат да ја направат таа зашто го кажувам? Вела да не се оштети нешто друго. Нема да се оштети нешто друго, бидејќи ние го работиме под ехо. Кога го работиш под ехо и кога гледаш нели иглата каде оди, сега веројатноста е многу помала дека би погодил некоја друга структура, бидејќи има инплен, јадов плен, ние идеме инплен, односно го пратиме движењето на самата игла внатре во колкот и потоа се аплицира тоа, или може да се аплицира кортикостероид, или може да се примени например шоковев терапија за кршење на калцификатот, или високоиндуктивен, супериндуктивен магнет имаме. Со јачина од другите магнети се овие драстично, тие беа 0,6, 10 милитесли, ово е веќе Тесла 2,5, што прави мобилизација, раздвижување на зглобови, може текар, може класичен или останата физикална, така да сепак без преглед, без да се види колку е оштетувањето, не може да се направи правиот избор на лекување. Секогаш има индивидуален пристап, но кои се оние новитети кои што даваат најдобри резултати кога станува збор за остеоартрозата? Па сега дел од регенеративната медицина е, да речеме, еден вид новитет, сепак е тоа медицина што некои 10 до 15 максимум години се испитува. Се уште не можеме да кажеме дека сите работи ги имаат цврсто поставени, дека е тоа дел од медицина базирани на докази, се уште не можеме да кажеме, меѓутоа имаат многу доста големи клинички студии кои се без фармацевски куќи, односно од доктори работени, каде што покажуваат доста подобрување на болката, меѓутоа не со да речеме дека се уште рскавицата ќе порасне, нели, нова. Од друга страна, новитети овие што ги кажам во Македонија, супериндуктивен магнет, текарот како терапија, тоа е понов. Што е текар? Текар. Неколку пати споменавте. Да, текар е тип на терапија која што е сега во моментот најнова терапија, каде што со помош на ајде да речеме струја, може единствено да навлеземе во телото, не само што навлегуваме во зглобот, туку можеме, ако сакаме да ја направиме, и да влезе и преку коската. Значи, како влага од едната страна, така и од другата. Комплетно доаѓа до загревање на зглобот, што постигнуваме со зголемена хиперемија на зглобот, се зголемува температурата, се подобрува крвотокот и крвните клетки идат и прават регенерација на самото ткиво, односно ги користиме механизмите на самото тело за регенерација. Слично нешто е и таа шоквейв со помош на ударни бранови, каде што ние влагаме во ткивата, правиме микроповреди со цел нели ткивото да препознае дека има проблем, бидејќи кај хронични болести веќе телото наше многу често не се бори, бидејќи смета дека е еден вид ова е нормално, ова со години се случува и јас тука нема што повеќе да направам, ние повторно ги активираме регенераторните способности на телото и со тоа му овозможуваме на телото
повторно да се регенерира само, а од друга страна имаме и терапии како супериндуктивниот магнет кој што прави раздвижување, мобилизација на зглобот, контракции на мускулите и раздвижување на зглобот со цел таа згрченост што се јавува на зглобовите да се релаксира, ги ослободуваме лигаментите, тетивите што се згрчени, мускулите ги подобруваме, се зајакнува трофиката на мускулот, односно мускулот станува појак и тоа е се еден од дел од овие веќе работи што ги кажавме дека се компликации, ние ги спречуваме бидејќи ако имаме појака мускулатура нема толку брзо да напредува остеоартрозата. Се случува ли после овие третмани пациентите сепак да почнат да чувствуваат малку поизразена болка? Претежно на почетокот на третманите се случува, не од после третманите. Значи веќе претежно докај третиот, четвртиот ден ние викаме може да даде мала реакција, меѓутоа таа реакција не би требало да трае толку време после терапијата, бидејќи ако трае после терапијата најверојатно не бил таа права терапија за тој пациент. Ние за тоа правиме контроли, конкретно јас во нашата ординација, пошто не кажавме на пациентката ПЗУ превентива 99. Доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација. Да. Во нашата ординација правам контрола ја на 5 дена. Ако пациентот после 5-тиот ден веќе не е нешто подобар, тогаш значи тој избор што јас сум го решила во тој момент може не било правиот избор на пациентот и секогаш може да смениме, да додадеме нешто. За тоа викам дека сепак е индивидуално. Тоа што на пример мене би ми помогнало, можеби на вас нема да ви помогне. За тоа имаме толку многу технологии, методи на избор, за да може да се направи што ќе биде за пациентот. Доколку оној модел, она шема на рехабилитација што сте предвиделе за пациентот дава резултати, колку време по физикалната терапија, по третманите треба да се чувствува подобрување? Па некој по време на самата терапија, веќе на питата терапија, пациентите, например, 30-40% имаат веќе подобрувања. Се зголемува подвижноста на зглобот, се намалува отокот, се намалува болката, бидејќи имаме и терапии со ласер кој прави регенерација на ткивото, намалување, обезболување на болката. Сите тие ние ги викаме физикални модалитети, помагаат све со цел да се намали отокот, да се намали болката, да се обезболи, да се подобри трофиката на ткивото, крвотокот. И претежно пациентите веќе и во самата терапија имаат подобрувања, некои пациенти ефектот го осеќаат и по завршувањето на терапијата, односно баш имав некоја пациентка, вика ме полеше, вика наеднаш еден ден се разбудив и сватив дека не ме боли, вика и тука, нели, да, вика веќе, а тоа е поминато да речеме месец дена комплетно од Но проблемот со текот на време ќе се повтори, со оглед на тоа дека нема регенерација на зглобната раскавица? Проблемот нема да се повтори, ние го блокираме. Целта нас не е да се блокира, да речеме ако е прв степен на оштетување, да не дозволиме да отиде во втор степен. Значи ние пробуваме да ја блокираме оштетувањето. Да, нема да го вратиме ние од први степен на 0, меѓутоа да го задржиме до тоа ниво и колку можеме да го подобриме. Да не прогресира. Точно. Имаме уште двајца гледачи кои што сакаат да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Добар ден. Ало? Ве слушаме. Повелете. Сакам да прашам докторката, јас имам шилци во врат, во многу напредната фаза и во кичма. Сега одам на физикална терапија 2 пати годишно, ама немам некој подобрување. Со тоа што сега во последно време болкава од вратот, ми се префрли во рамењава, ми болат двете рамена, мислам рацеве, и одит од десната страна на кај реброто надолу и во колкот во десната нога. Само рентгенска снимка имате? Молам? Само рентген снимка направивте? Само рентген, на компјутер сам имам направено на врат и на глава, друго иначе не. А компјутерот не покажа дека има и дискус хернија покрај остеофитите? Има и дискус хернија да покажа. Има, да, симптомите не се само од шилците, симптомите веќе ова што го чувствувате према рацете, најверојатно е од сами... Дали може докторка од кај рамото, на кај реброво и во деснава нога колку надолу ме боли. Да, тоа се на повеќе нивоа дискус херни, во зависност кој нерв е притиснат се јавува болка. Значи ова е болка од дискус хернија. Од дискус хернија, но поретко може да се случи да и од самите шилци, нели што ги нарекуваме, остеофитите, може да притискаат на определен нерв, меѓутоа претежно овие симптоми не може тие остеофити така брзо да растат, освен кај некои болести што се поспецифични, меѓутоа тие не растат на тоа место и
ова што она го опишува е некоја дискусија, најверојатно на цервикално, може ова што се жали и на торакално ниво, а со колку надоле веќе ова класична, нели, лумбоишијалгија ние го нарекуваме, односно дискот притиска на нервот и поради тоа се јавува таа болка. Покрај класичните физикални за дискус хернија, јас препорачувам и терапија со декомпресија. Ние шилците, ни никој, значи не можат комплетно да се излечат, меѓутоа со декомпресијата може да дојде до редукција на дискалната маса, односно дискусот влага внатре, не притиска толку на нервите и соодветно се ослободува болката што се јавува према рака или према рамо. Треба да се види компјутерот, треба да се направи, ако е повозрасна пациентка, проценка и за остеопороза, се направи DEXA скен со сите комплетни резултати, ќе се реши како ќе се оди каков пристап кон нејзиното лекување. Значи има можности, не е сега ја правам терапија и ги правам истите терапии цело време и мене не ми е подобро. Значи ако ги правим истите терапии цело време, ако не ни е подобро, тогаш најверојатно не треба. Мојот став е да ги правиме тие терапии, треба нешто друго да направиме. Да се примени нешто друго. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до возителката. Ви благодарам. Едно прашање до докторката. Ја имам проблеми над петата, таа тетивата. И ме боле. Добро. И некој крем, тој не знам којски мачка, не поминува. Добро. Едино може малку да му црпнат болките кои испиваме Вентур, после пола саат малку да се снират болките. Значи само со лекови за болка. И стално и над под коленото, како докторката убаво објасни, под раскавицата, под коленото таа раскавица ме преболи. Имам и оток на ногата доле, над петата одма оток. Над петата не може да одам. То го објасни. И сега сакам прашањето докторката ми е дали помага колаген некој кажа. Дали колагенот ќе ви помогне во овој случај? За раскавицата малку да се обнови. Имате уште некој подпрашање, докторке? Не, добро, во ред, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Или пациентот има калцификат на ахилова тетива, што е многу честа појава, или пациентот има тендинопатија, односно задебелување, остарување на тетивата и тетивата не е со таа еластичност како што има. Си ја менува својот облик, станува скратена, станува задебелена, може да дојде до нејзина руптура, поверојатно по отокот пациентот покрај што може да има тендинопатија, очекувам да има и некој калцификат, значи да се направи рентгенска снимка на стапалото. Колагенот во случајот нема да му даде резултат, ниту пак таблетите за болка ќе го решат проблемот. Потоа, ако пациентот има калцификат, може да се прави шоквев терапија, може и физикална, за да се смират прво болките, потоа да се прави шоквев терапија каде што ќе дојде до кршење, нели ние тоа народски го викаат, кршење на калцификатот, односно доаѓа до растопување, се омекнува калцификатот и потоа се абсорбира. Исто така можат и различни, ако е тендинопатија и шоквев да се прави, текар, електротерапија, магнетотерапија, ласер, значи има многу можности, а не да се очекува дека само ќе се пијат лекови и дека тоа ќе го реши проблемот. Значи парите што ќе си ги дадат некој пат првин дали му ги препишал доктор, по ова значи пациентот си пие, мислам дека сам лекови на своја рака, така да нека отиде кај матичниот доктор да му даде упат и од таму натаму веќе да се влезе во систем и да се прегледува како што треба. Споменавте дека не секој може да преминува физикална терапија. Да. Кого е контраиндицирано, односно кој не смее да ја направи? Физикална терапија е примерно кај пациенти што имаат крварење, што имаат некои тромбози, сигурно нема да ако има тромбоза на стапалото да му правиме електротерапија на коленото, бидејќи нели имаме ризик и бенефит, секогаш гледаме, значи што е поризично, што е по бенефит. Ако бенефитот ни е повеќе, претежно не уопште не значи се вагаат работите, се одмерува. Меѓутоа и пациенти кои имаат некои малигни болести. Некогаш сега дека бев оваа година и на светски конгрес има една статистика каде што дури до 10 години после, да речеме, рак на градата, сметаат дека пациентите не треба да прават физикална терапија, бидејќи се уште има некои клетки, ова мислам
истражувања со години, што имаат клетки кои ние сепак правиме регенерација, меѓутоа таа регенерација може да предизвика и регенерација и на нешто што не сакаме да го регенерираме, односно малигните клетки. Така да жените обично имаат проблем по таа операција со подвижноста на да, во тој случај може да се прави рехабилитација, правиме вежби, правиме, например, ако има застој на лимфата, правиме лимфна дренажа, тоа не е контраиндицирано. Контраиндицирана е класична физикална со струи, со значи такви работи каде што доаѓа до зголемување на крвотокот, со тоа би можел да направи. Меѓутоа од друга страна можеби пациентката ако има калцификат на петата, можеби може да се направи некој шоквейв или може да се стави инекција за да се намали кај калцификатот кортикостероид, за да се намали нели тој калцификат, односно да се растопи. Така да правилниот пристап кон лекувањето на пациентот е најважната работа. Оние лица што имаат остеоартроза, дали значи дека во текот на животот ќе мораат повеќе пати да прават физикална терапија? Па претежно кај тие не ги викаме дегенеративни болести и тие се еден вид хронични болести, би се препорачало пациентот со остеоартроза барем еднаш годишно да доаѓа на физикална терапија со цел нели тоа што рековме, тоа ниво каде што има оштетување да го задржиме за да не напредува и можеме например да ја следиме дебелината на рскавицата, ако нешто почне да се намалува драстично рскавицата да примениме некој друг метод кој би бил по да речеме регенеративен кон рскавицата. И да не применуваат сидечки начин на живот, да се движат, што препорачувате кај лица кои што е во поголема форма оштетена зглобната рскавица? Каква физичка активност секојдневна можат да спроведуваат? Може пливање, ги зајакнува зглобовите, може ние викаме статички вежби, вежби со стегање, може да прават вежби за квадрицепсот во седната положба, значи да исправаат ногата без да треба да прават чучневи или нешто што го оптеретува зглобот. Значи има начин. Па како нема начин и секако има и електростимулации што може да им ги ставиме. Тие се вид на струи што ја зајакнуваат мускулатурата како пациентите повеќе да вежбат, значи има многу начини. Дел пациентите некогаш треба да размислат дека и треба да го променат малку и начинот на живот, например исхрана, движење, некои работи за они сами да си помогнат. Не можеме ние да очекуваме дека целиот проблем само кога ќе одиме тие 10 дена на физикална дека ќе се реши, потоа вежбите и нели прашањето иде колку време да ги вежбаме вежбите. Значи вежбите се вежбаат цело време. Сите ние требаме да вежбаме, требаме да се движиме 2 километри најмалце, тоа е за кардиоваскуларното здравје, но и повеќе. Баш читав некои испитувања, например, кај повозрастните луѓе, значи дури по 1500 чекори на ден прават, што е многу малце. Значи тоа се многу малце движење, не можеме да очекуваме дека зглобовите и нозете ќе се подобрува крвотокот и ризикот се зголемува за тромбози кога сме нонстоп во седната положба. Така да како нација да се движиме, секако без болка. Ја им препорачувам на пациентите прошетки, вежби соодветни, има вежби некојаш може и на физикална да им ги дадат вежбите, некој има на интернет, меѓутоа на интернет знаат и да има и многу тешки вежби, па пациентите да се демотивираат или да се повредат, така да значи да внимателни да бидеме со тоа, меѓутоа дефинитивно начинот на живот е многу важен да го промениме, не само да правиме терапија, туку и тоа што ни допринело до тоа оштетување да пробаме, ако килажата ни направила проблем, да пробаме да ја редуцираме. И со тоа започнавме, 10 килограми покачена телесна тежина, значи 40 килограми поголем притисок на коленото. Да, бидејќи зглобот е многу мал и тој го трпи нели целиот притисок и на 1 сантиметар зглоб оптеретување, тоа е преголемо, значи неколку илјадници килограми идат. Така да размислиме за сите овие аспекти, да примениме сето она што е важно за да го зачуваме и подобриме здравјето. Секако, да. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за појаснувањата што ги дадовте, овој пат од аспект на физикалната терапија поврзана со остеоартрозата, болест која што е присутна кај голем дел од нашите сограѓани. Ви благодарам на поканата. Почитувани доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација во Превентива 99, беше гостинка во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.